Почитувани, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и парламентарното мнозинство остануваат посветени на остварувањето на мерките и проектите содржани во предизборната програма на СДСМ и програмата на владата. Во таа насока владата и парламентарното мнозинство со сиот свој капацитет работат на реализација на планираното зголемување на минималната плата и на покачувањето на пензиите. Пречките и блокадите во собранието се отстрануваат и наскоро сите работници ќе имаат законски загарантирана минимална плата од 12.000 денари. Тоа ќе важи и за илјадници вработени во индустријата за текстил, кожа и обувки, кои повеќе нема да бидат дискриминирани и да земаат минимална плата од 9.000 денари, како што е случај сега. Оваа мерка е усогласена со работодавците и е поддржана од синдикатите, а владата преку средства од буџетот ќе им помогне на предпријатијата да ја исплаќаат законски предвидената минимална плата. Освен поголема минимална плата и воедначување на минималната плата во сите стопански гранки, владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги зголемува и пензиите и ги усогласува со животните трошоци за живот. Претходната влада, предводена од ВМРО-ДПМН, при носењето на буџетот за 2017 година немала предвидено никакво покачување на пензиите. Со донесувањето на ребалансот на буџетот за 2017 година од страна на парламентарното мнозинство и актуелната влада, обезбедени се средства за усогласување на исплатата на пензиите до крајот на 2017 година. Оваа година пензионерите ќе добијат дополнителни над 2000 денари на досегашната пензија, за разлика од минатогодишните 600 денари што ги издвои владата на ВМРО-ДПМН. Владата предводена од СДСМ и од парламентарното мнозинство продолжуваат да работат одговорно, транспарентно и во интерес на граѓаните. Програмата што носи добро за сите граѓани и за која што гласаше мнозинството се реализира посветено, отчетно и во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам. Вчера имаше реакција од ВМРО-ДПМН дека пресметките не би се точни, односно дека во нивно време пензиите се зголемувале повеќе од 7000 денари за разлика од вашите 2100 денари. Она што е јасно е дека во текот на целата ланска година пензиите се покачени за 630 денари во време на ВМРО-ДПМН. И тоа надвор од законот, само пред избори за ноември месец. Она што е сега случај со тоа што оваа влада го предвидува е тоа дека ние сакаме да работиме по закон и по устав во Република Македонија, што значи дека два пати годишно ќе се усогласуваат пензиите и што значи дека на крајот на оваа година пензионерите ќе земаат 2160 денари повеќе отколку што земале на крајот на минатата година.